Програмата за заштита на жртвите од угриз и напад од куќе е релативно нова, трае неколку месеци како ја започнавме целата програма и собира голем број на експерти од различни области. Имаме кинолог, ветеринарен доктор, правник, адвокат, доктор, имаме педијатар исто така кој што работи со траумите на децата посебно после напад и имаме друштво на велосипедисти, бајкери, кои се многу честа мета на напад од кучиња и други професии, да кажам, кои што се вклучени во оваа програма. Оваа програма има за цел да ја подигне свеста од ризикот од угриз од куче. Пред се, угризите од куче се случуваат од миленици, од сопственото куче и тука ние навистина можеме преку нашата програма да влијаеме на одговорното сопствеништво, начинот на бирање на куче, каква раса на куче ќе изберам и каков тип на куче и како да го чувам правилно за да не дојде до ситуација на угриз. Тоа е многу важно и таа педагогија можеме да направиме. Има и друга перспектива на оваа програма, тоа е едукацијата на луѓето кон ризикот од напад од улични кучиња. Тие бездомната популација на кучиња расте во сите градови и нападите од кучиња растат на глобално ниво. Светска здравствена организација има прогласено буквално епидемија на напади, епидемија на угризи од кучиња на светско ниво. Тоа е тенденција која што за жал ќе расте и треба да бидеме свесни за тој ризик. Во Македонија има статистички точно 6 напади пријавени од куче, бездомно куче на човек на ден. Значи 6 угризи има на ден кои што се пријавени, голем дел не се пријавени бидејќи луѓето не ги знаат правните процедури како да се ги заштитат своите едноставно да ги бараат правата на при таква ситуација, а исто така во Македонија официјалната статистика покажува дека има 6 угризи од бездомни кучиња на ден. Таа бројка е многу поголема бидејќи голем дел од граѓаните не ги знае своите права и на кој начин, кои се процедурите за да се избори за обештетување при таков угриз. И голем дел од тие напади за жал не се евидентирани, не влегуваат во овие статистички податоци. И исто така има голем дел, да кажеме можеби мнозинството на овие напади воопшто никогаш нема да го забележиме во статистиката затоа што се случуваат во домашни услови од сопственото куче поради да кажам несоодветен начин, несоодветно поставување, најчеста причина е таа на сопственикот кон миленикот, кон овој пат станува збор за миленик и исто така непрепознавање на знаците на говорот на телото на кучињата пред да се случи такво нешто. Моментално програмата, како што напоменав, е релативно нова, затоа што голем број на експерти, многу работни групи, многу чести состаноци, да кажам, многу бројни часови се поминати на изготвување пред се на самата програма, што резултираше со тоа што денес таа програма е понудена на неколку чинители, значи понудена е пред се на градоначалници кои што можат преку школите да влијаат врз свеста и совеста на децата, бидејќи децата се исто така познати како најголеми злоставувачи на кучиња, исто така треба да се покаже на детето што значи да имаш милост кон животно, општо било какво животно, да се има емпатија, значи да се буквално потикне емпатијата и да се потикне односот кон кучето и контактот со кучето, исправниот контакт би рекол, бидејќи гледаме многу често грешат дечиња, пуштаат рачења преку ограда или пак не знаат како да пристапат со скирол например и така натаму. Значи има методологии, има начини како да се избегне. Иако сепак повторно ќе напоменам дека бездомната популација на кучиња е популација која што е различна од популацијата на миленици, сосема различна генетика и различна структура психолошка на куче, така да многу е покомплексно, потешко и некогаш и невозможно да се избегне напад од такво куче, доколку немаме соодветна заштита, за жал во такво општество живееме денес, да мора да се заштитуваме во нашите градови од такви случаи. Сепак, тоа што можеме навистина да го избегнеме се домашните случувања со домашните миленици. Многу градоначалници ја поздравија оваа наша иницијатива, програмата, моментално ја разгледуваат. Не можам да кажам дека имаме денес договор со било кој чинител од
законодавна, извршна власт и така натаму. Меѓутоа имаме многу контакти и самата програма привлече преку медиумскиот простор кој што ни беше одстапен од многу медиуми кои што наидоа на вистина на разбирање и позитивно сакаа да ја промовираат оваа програма за добробит на благосостојбата на животните, но исто така на луѓето кои што живеат во Македонија, бидејќи не засега сите, буквално не постои граѓанин кој што не е засегнат од оваа проблематика.